Второотделенец си следал со ученичка од негово одделение до тоалетот, таму ја напаствувал, насилно ги соблекол гакичките и замислете, по некое време, во второ полугодие, го враќаат Малиов у истото одделение со ученичкава што ги соблекол гакичкиве. Лудо малце од Каченко, а? И второ одделение. Тоа у моје време беше прво одделение, значи Малиов има 7-8 години, еве 8 нека се. Значи у моје време некој да направеше така на 7-8 години, прво, второ одделение. Прво не бевме толку ненормални, пореметени, ама еве под предпоставка некој на нас да му текнеше. Значи прво, цел живот мислам кој психијатри на гости кидеше. Па поправни домови, ако вие не утврда некоја диагноза. Па од поправен дом, ако излезеше некојаш кога стане полнолетен, одма ќе го тури у затвор. Значи, немаше таква школа у таа држава, Југославија, што ќе го примеше по било која основа за да заврши школа. Осмолетка, а не друго. И сега кога прочитав Малиов има 7-8 години, ми текна јас што правев на 7-8 години кога бев прво второ одделение. Значи, мене уопште не ми одеше паметот на соблакање гакички на соученички. Него мене паметот ми беше само у топката и у играње џамли на сликици со фудбалери. Тука негде ми се движи афинитетиве, тоа што моравме да учиме, Абе, какви деца правиме, бе, луѓе? Абе, ова стварно станува градина на пореметени оваа држава. Овде више ништо не е нормално. Да ти е страф од децава. Па, тој ако и соблекува гакички на соученичка, а е второ одделение, па тој шо ќе прави кој ќе стане шесто одделение? Па мене бе прв пат да соблечам некому гакички ми падна на памет пред матура, да ги соблечам гакичките на една професорка, ама тоа само го помислив, ја не ми падна ни близко не бев тоа да го направам, бе. Нормално да си помислил таа доба ти си правиш фантазии со професорки со ова со она. Со постари така не е ништо ненормално, ама не сум ми влегол у кабинет и да речем соблакај каките со арно или да ја нападнам тука на сила. А сега па вчера слушам од еден од образование дека било дозволено у школиве на децава да го држат она под јазик, она снус, како се вика тој тутунот со никотин што има, шо е тоа, не знам. Го джвакаат ли, го шмукаат ли, го цицаат ли, се топили под јазик. И замислете, тоа е наркотик. Али не се водело како наркотик и наводно било дозволено у сите школи, мислам. Така ми рече човеков, значи од образование, од све, дека се заебавате, бе, луѓе. Па тој под јазик може утре да држи и ЛСД, оно, трипче, не знам, свашта може да држи под јазик. И вика, може за тоа, овој сега ми кажува, типот од образованието, децава може за тоа, вика, ни се поспани по часови, ти кажува, немам волја да учам, немам волја за живот, немам волја за ова. А ова што го држале под јазик, наводно ги смирувало да не бидат многу хиперактивни, знаеш. Абе, ако има еден нормален овдека, ја најтено овде да бидам. Како ќе заврши ова нашево, не знам. Не само на локално ниво, на светско ниво ви кажа.
таква декаденција, таква духовна беда, таква пореметеност, такво губење на правец, на визија, на светоглед, смрт на идеали, смрт на Бога. Значи, ништо више не е вредно, мислам. После овој некој да ми каже дека во Америка второ оделенец напаствувал второ оделенка од негово оделение, од клас, па и некако да поверуваш, свашта има у таа Америката, мислам, свашта им паѓа на памет на тие луѓе тамо, нели? И ќе речеш, добро, од многу бес, од не знам ова, од она, све му е удоволено, размазене, ваков е, таков е, се случи. Ама кој ќе ти се случи таква работа овде дома, ти онака стварно малце шубетие, знаеш. Си викаш, не знаеш што има у глава на деца, бе. Сериозно никој не знае од вас. Ако сте родители, шема, откај знаеш што му е у главата. Па тој сигурно не е еден. Но овој може му текнало да напаствува соученичка, да ги соблака гакичките, на тој другиот до него утре може ќе му падне на памет да ја силуе, на тој третиот не знам што да ја направи. И најпореметеното од све, значи го фатиле, откриене случајот, родителиве се побуниле, станале вамо, тамо, барале да се исфрли од школа. И што се случи? Почна второ полугодие. И малиот го враќаат у исто оделение со нападнатава соученичка. Ако не успеал од прв пат, од втор пат може ќе му успе, па може ќе силува, па зашо не? Ко му даа шанса школото, системот, што да не бе? Па и Роналдо нема да одбие судијата ако го поништи првиот пенал што го шутнал над гол, ако му рече, види се, голманот мрдна пред време, уште еднаш да шутираш. Вториот пат може да му ја скине мрежата. Сваѓате сега како во микросветот на образованието, на културата, во микросветот на децата се префрла глобалната слика на политиката, на неказнивоста во политиката. Дуј направил ова, не е казнет. Друг некој челник од дуј направил ова, не е казнет, туку е награден. Трет, не знам од овој направил ова, не е казнет, не е казнет. Гледате каков е тоа систем на врзани садови, домино ефект. Одма се префрла и на најниското ниво доле, во наводници зборам најниското, инаку образованието треба да биде поважно и повисоко од се. Но ете и во тој микросвет на малите луѓе, како што на нас обичниве смртници. Значи, пази, некој притиснал тој копиот после таков чин на насилство. Со памет на 7 годишник, што не би смеело такво нешто да има такви фантазии у глава у таа доба, значи некој притиснал, абе, добра е се, еднаш се случило на паствало со ученичка и ги соблепол гатичките. Вратете го назад, сега подобар ќе биде. Сега разговараме со него дома, го искаравме, 3 дена нема искачање надвор, 3 дена нема мобилен урака, 3 дена нема компјутер, нема 3 дена да гледа Pornhub и разни други перверзии вамата. И кога ќе се врати, ќе биде нов човек. Пол Нјумен. Јеботе Бог, Јеботе Бог. Пореметени луѓе сме ние. Пореметени. Ај. Се гледаме некоја друга прилика.